После месец и половина Македонија може да здивне. Дождот им помогна на пожарникарите во гаснењето на пожарите, но сепак се уште постојат неколку помали жаришта, а надлежните велат дека будно ја следат состојбата на терен. Сите тешки пожари со помош на дождот се доизгаснати. Активни се неколку помали пожари со кои ќе се справиме во текот на денешниот ден. ЦУК објави дека дождот го изгаснал големиот пожар на Галичица, а жителите од овој регион на социјалните мрежи објавуваа видеа од силното невреме со град, со пораки дека националниот парк е спасен. Пожарот на Галичица гореше 13 дена и на Преспанската и на Охридската страна од планината, а во гаснењето деновиве беа вклучени 120 лица и повеќе воздухоплови. Како што велат од Центарот за управување со кризи, на Галичица веќе нема оган, а под контрола е ставен и пожарот кај Јасен кој гори 25 дена. Куманово исто беше зафатено со пороен дожд проследен со грмежи, ситен град и силен ветер, но и покрај дождот од тамошниот регионален центар за управување со кризи информираа дека денеска интервенирале во Старо Нагоричане, каде избиле 2 пожари предизвикани од удар на гром. Имало и пријави за одрони во руралните средини Липковско и Старо Нагоричане, а дел од улиците во Куманово се излеала вода и сообраќајот бил отежнат, па екипите на јавното предпријатие Чистота и Зеленило излегоа на терен да ги отстранат паднатите гранки и старите дрвја. Од национални шуми засега не добивме одговор за штетите кои ги предизвикаа пожарите, но досега огнени стихии пеплосаа на 1000 хектари само во атарите на Кочани и Карбинци, а пламени јазици проголтаа борови шуми стари 30 години, лозја неожнеани ниви со житарици, но испишаа и човечки судбини. Речиси 9000 хектари шума или колку 12000 фудбалски игралишта пеплосаа пожарите само на планината Серта. Само во последното деноноќие во пожарите во Пробиштипско изгореа до 300 хектари борова шума и трева. Земјава речиси 2 месеци се бори со пожарите на отворено, па мораше да биде повикана и странска помош. Владата обезбеди 52 милиони денари од државните резерви за 2024 година за зголемување на буџетот на Дирекцијата за заштита и спасување за подмирување на трошоците за гаснењето на пожарите. Извештаите на Центарот за управување со кризи покажаа дека од овие средства 41 милион денари се за Дирекцијата за заштита и спасување, додека 10,5 милиони денари се за покривање на трошоците, за сместување, храна и транспорт за персоналот при престојот во државава на странска помош за справување со пожарите.